Градот под Марковите кули, познат по својата доследност во почитувањето и негувањето на традиционалните православни вредности, ги привршува подготовките за годинашното чествување на градската слава Свети Никола. По 18-ти пат, на денот на празникот во центарот на Прилеп, на отворено ќе биде поставена посната Светиниколска трпеза. Годинашните домајкини, компанијата Конфи Ангел, покрај празничниот ручек, најавуваат и неколку новини. Организирани сме со неколку балони, каде што ќе бидат поставени маси и столици, за да може и секта популација да може достоинствено да си седне и да од славската храна да може да проба. Она што е ново, после литургијата утрото во црквата ќе правиме и литија, ќе настапува хорот на нашата црква. Така да имаме некои новости, ќе имаме и естрадни звезди. Војно ги поканувам и сите наши сограѓани да излезат на денот на нашиот патрон. Се разбира, тоа го организираме во паркот, односно пред камената бина, и ги поканувам и во име на нашата општина и во име на домајчинот. Во рамките на годинашното чествување на патронот на градот, традиционално ќе се одржи турнирот во мал фудбал Свети Никола 2023, кој има хуманитарен карактер. Свети Никола стана патрон на Прилеп во 2005 година со одлука на тогашната локална власт, бидејќи речиси половината од градот, овој светец го слави како куќна слава. 3 години подоцна, подготовката на уникатните и единствени прилепски светиниколски сармички, Прилеп, а со тоа и Македонија, за прв пат ги внесоа во Гинис, со джиновската порција од сармички, која броеше 80.191 сармиче. Досега кумови на овој настан биле многу познати бизнисмени, но и високи функционери под покровителство на локалната самоуправа од Прилеп. Инаку, денешната пресконференција започна со изразување сочувство кон семејствата од свирепо обиените Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски.